Министерството за транспорт и врски денеска изврши електронска прелиминарна распределба на социјалната зграда во Виница. Зградата е со вкупно 36 стамбени единици, изградена по програмата за ранливи категории граѓани. Право на учество на јавниот оглас, кој беше распишан преку Министерството за транспорт и врски, имаа категории на граѓани кои се од социјален ризик, и тоа деца без родители со навршени 18 години, корисници на загарантирана минимална помош, лица погодени од елементарни непогоди, лица со попреченост или семејства со лица со попреченост, лица од социјално загрозени категории, припадници на ромската заедница и самохрани родители со малолетни деца. На прелиминарната листа се најдоа 32 лица кои ги исполнуваа условите пропишани во јавниот повик. Ова е само прелиминарна распределба и не е конечна. Во следниот период, Комисијата за распределба на социјалните станови ќе изврши увид кај семејствата кои се најдоа на прелиминарната листа. По завршување на теренскиот увид ќе биде утврдена и конечна листа на добитници на станови. Сите социјални станови што ќе останат нераспределени ќе се префрлат во Комисијата за стамбени прашања при владата, каде ќе може да се доставуваат документи за нивна распределба. Исто така, од Министерството за транспорт и врски информираат дека до крајот на оваа година ќе се изврши распределба и на социјалната зграда во општина Свети Николе. Преку проектот за изградба и одржување на социјални станови досега се изградени или во фаза на изградба се повеќе од 850 социјални станови. Во завршна фаза е изградбата на социјалните згради во Демир Капија, Неготино и Гевгелија, а исто така континуирано се градат социјалните станови во општина Бутел, Велес, Кочани и во Дебар.